музиката е насекаде околу нас, исто како и воздухот, и ние свесно или несвесно ја слушаме. Изборот, дали го правиме ние или доаѓа од некој друг, е пат кој што може да биде кон духовна бездна или духовно продлабочување и конектирање со Бога. Меѓутоа, живееме реално во еден сатанистички свет во кој што владее и демне злото од сите страни. Доволно е да влеземе во кола или да отидеме на некое место каде што е пуштено радио и да слушнеме песни кои што се денеска кои што се хит, кои што се активни, актуелни и широко распространети, поготово од денешните Холивуд звезди, и таа музика да допре до нашето уво и до нашата душа. Сето тоа е во ред ако музиката беше на вистинското место. Меѓутоа, музиката денеска е ставена во еден агол каде што ја нема таа светлина. И ние кога ќе ја слушаме музиката несвесно од сите тие луѓе кои што ја придонесуваат за таа црна музика, јас би ја нарекла така, на некој начин индиректно влијае врз нас, врз нашиот дух. Тоа значи дека кога ние несвесно восприемаме музика од било кое радио и од било кое место или апликација на нашиот телефон, ние несвесно примаме вибрации и влегуваме во едно духовно поле кое што може да биде или светло, каде што има добри вибрации, кои што се преносители на Божјата светлина, значи поле во кое што владее чистата креација и Божјото творештво преку песните и музиката, но имаме и индивидуи кои што ја творат музиката, и тоа имаме вешти и навистина талентирани музичари кои што творат, меѓутоа творат од една темна креација, од тој темен духовен свет во кој што владеат демоните и сатанските сили, кои што и како постојат и владеат преку душите на луѓето, и тие, мислејќи дека творат и создаваат нешто и прават од себе некое творештво и создавање, сепак таа позадина си носи корени од една не толку светла страна, која што кога ќе ја создадат таа песна, мелодија, спот, што и да е, ние кога ја гледаме и кога ја слушаме, автоматски се насочуваме на тоа поле од каде што они всушност ја земале таа креативна сила. Ова ни кажува дека во музиката, исто како и за се во општеството, постои светла и темна страна од која што ние можеме да твориме и создаваме. Исто и општеството. Општеството може да биде создадено и творено од луѓето во еден позитивен аспект, каде што е воден човекот од светла сила и прави општ придонес, општа добро благосостојба, која што сите луѓе ќе ја чувствуваат. Меѓутоа, кога владее злото преку луѓето, тогаш се деградира, се уништува општеството.